Со полни рад се работа стручната помош во училиштата во Штип ќе работи на менталната ситуација на учениците, со цел полесно прифаќање на трагедијата во која загинаа нивните сокласници, другари и блиски. Педагогот при Штипската гимназија Тања Кокотова вели дека допрва ќе следи нивната стручна работа во делот на справувањето со кризи, губење на блиски личности, сфрлање на бес, гнев и изразување и соочување со сопствените емоции. Рече дека потребно учениците да не се осамуваат, да се дружат, да излегуваат во природа, да си даваат поддршка едни на други, со што сплотено да го надминат тешкиот период. Тоа е популација од 15 до 18-19 години и првите часови беа класни часови, едноставно да се видат со класните, да поразговараат и да го исфрлат она се што ги тишти. Болката, тагата, моќта, бесот, голема е. Сите се, верувајте, само гледаат во една точка. На часовите поминавме и ние стручната служба за било каква поддршка, едноставно се уште не се спремни да говорат за било што. Допрва ќе следи нашата работа во делот на менталното здравје, справување со кризи, губиток на блиски особи, исфрлање на бес, гнев и изразување и соочување со сопствените емоции. Значи, еве сега се спрема, пишуваат на хамери, пишуваат на листови, имаме поставено кутија за изразување на нивните чувства, било какви и да се, со насоки да не го задржуваат во себе се она што ги тишти, меѓутоа им треба време да ја одболедуваат болката. Оваа апатија е едноставно молчат, ниту разговараат. Еве, јас како психолог им реков да не се осамуваат, да престанат да гледаат во телефоните, да се дружат, да излезат на патеката во природа, да си даваат едните на други поддршка, значи да се сплотат и едноставно на таков начин да некако да го надминат овој тежок период. Покрај педагозите и професорите, потребно и родителите да внимаваат на своите деца. Доколку забележат било какви промени, потребно е да ги известат стручните служби во училиштето, рече Кокотова. Веќе и со родителите е стапено во контакт, ако приметат или забележат било какви промени во емоционалноста и во однесувањето и во едноставно во начинот на понесување на детето, дома и надвор, знаат дека стручните служби овде во училиштето се на располагање за било какви разговори, пак како што реков, допрва следат соодветни теми од делот на менталното здравје, кои што веќе ги испроведуваме, но ова е една вонредна ситуација, каде што според потребите на учениците ќе бидеме на располагање и ќе држиме такви работилници, се со цел да се справат, да се соочат со чувствата, да не ги потиснуваат, затоа што ова е една криза и емотивна, и физичка, и на било каков начин, и психолошка, и идеолошка, и ментална, и ќе мора да помине некое време за да си легнат тие емоции, за да можат потоа да се работи некако со смирена глава, сега се уште во шок. Инаку ситуацијата во која моментално се справуваат учениците кои изгубеле некој во трагедијата е кризна и емотивна, како физички, така и идеолошки и ментално. И за истата, за да се надмине, потребна е многу работа и комуникација. Според педагозите, најпрво е потребно соочување, а потоа да се работи на било кое поле во кое учениците се слаби, за да се разреши истото.